Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијава на тема и овој пат расположени и подготвени неколку минути да се дружиме заедно со вас. Јас веќе започнав со шолја кафе, но се разбира нема да го пијам сама. До мене е личност кој често го гледаме на телевизиските екрани. Му се восхитуваме на неговиот талент, но исто така и уживаме во неговите представи и серии. Знае и уме да остави насмевка на нашиве лица. А до мене велам добре дојде на Евтим Трајчов Ѓуровски. Добре дојде. Ѓаурски. Ѓаурски се извинувам. Значи, ја ли сум тај? Често што го гледате. Ја не знам дека толку често ме гледате, ама добро, фала. Добре дојде. Те најдов во моето мало, во нашиот кафич. Како си? Одлично и јас. Еве, далеко од работните обврски, во една опуштена атмосфера, далеко од работа, па овие неколку минути ќе уживаме заедно. И сега кои со нашиве гледачи? Како не, поздрав до гледачите. Евтим, да започнеме од почетокот на твојата кариера. Средно образование си завршил, се разбира, во Штип, каде си започнал како аматер во драмското студио на Домот на културата Ацо Шопов. Да се присетиме малку за миг на твојот почеток, со што се соочи за да бидеш тоа што денес си. Ништо се помина. Само да се напиеме на Слободно. Да. Па да ти кажам, значи прв пат почнав во Штип и овој театар на Народен театар Штип е театар кој што ми е длабоко во срцето и тоа е посебна работа, нашата не е работа, нашето е живот на сцена и секогаш кога нешто за прв пат ќе го доживееш, останува длабоко во тебе. Јас почнав, првата представа ми беше овде во Народен театар Штип и тоа како аматер од драмското студио. Играв во представата на професорот Енчо Халачев, тој беше професор, сега починат, на НАТФИС, Националната академија во Софија. И играв статист, го играв главниот лик, но реминисценциите му ги играв, бев статист во представата, но беше искуство за мене и при тоа го осознав театарот, што значи театар, што значи целата таа функционалност во како семејство, како институција. И оттаму почнав и не за прв од 17 години до ден денес да играм постојано и мислам дека тоа е тоа што мене, ти реков пред малце дека сум алкохолик, дека сум зависен од работа и тоа е тоа што ме мотивира во животот. Така, ти си дипломиран драмски актер, па која е твојата муза? Рековме дека те инспирира. Што муза? Да. Муза, муза. Муза, што не ги гледам така работите како нешто конкретно кое што би било моја отслик за муза, односно ти реков, јас сум човек кој што сака да работи, да истражува. Значи, човек преку работата, преку квантитетот може да дојде до квалитет. Само на тој начин, заради тоа што никој не се раѓа генијалец. Дури генијалците родени постепено доаѓаат до нивниот крајен резултат во текот на животот. Сценарист и режисер, па како го осмислуваш текстот, која е твојата инспирација? Еве тоа ме интересира. Па во врска со пишување со сценарија, инспирацијата е тоа е чудна работа. Јас сум дипломиран актер, се бавам и со сценарио, пишувам, иако морам да се искритизирам дека не сум доста активен во тој дел, но тоа е момент кога ќе се препуштиш. Знаете, во светот се е измислено, сите работи се измислени, нема ништо ново. Целта на сценаристот според мене е да како ќе ги спои, како ќе направи мрежа од сите познати теми, ликови, ситуации, животни, моките. Тоа да го спои во една хармонија е убавото сценарио. Тоа доаѓа или го имаш во себе. Јас сум човек кој што ако нешто го чувствува и го има во себе, го прави. Ако не никогаш не го кажувам гласно дека не сум јас тој. Порано се сметав за театарски актер, само театар сакав да работам, не сакав да работам ни филм, ни одбивав дури проекти како студент, но потоа осознав дека го можам да го работам и другото, полека си го проширувам својот диапазон на творење. Дали некојаш можеш да се пронајдеш во некој од тие улоги? Во кои улоги? Во тие што јас ќе ги напишам? Тие некои од тие улоги се инспирирани нели од ликови кои што ги знам, кои што малку е потешко, знаеш, кога пишуваш, мораш да се дистанцираш себе си, што би сакал да играш, што си ти, целосно да
еве и мувата е во кадар, таа сега ќе се пофали на другарчињата дека била во интервју, јас на телевизија, ме гледа тука. Стварно, еве, јас нема да верувате, пошто знаеш мувите се таки брзи се малце. И мислам дека е поголема треба да биде дистанцата од себе си кога пишуваш за ликовите кои што ги твориш. Ако сакаш тоа да го постигнеш, но има ситуации како во Цимери, да речеме, серијата која што ја напишав, стануваше збор за ликови кои што беа инспирирани од конкретни представи, конкретни ликови кои што сме ги работили и ги разработував на таа база. Дали постои кајање доколку одбиеш некоја од улогите кои што не сакаш да ја одиграш? Кајање? Па не се кајам, нема одбивање. Види, не сакам да одбивам улоги, дури секогаш многу сакам да работам со млади режисери, млади луѓе кои што се ентузијасти. Немам правило да одбивам, освен ако нештото не ме мотивира. Само во тој начин. Така да кајањето во тој сегмент не постои. Кој е твојот стил и начин на работа? Стил и начин на работа во однос на театарот или во себе? Општо. Општо, јас сум човек кој што ги кристализира стиловите. Кога се работи за театар, наоѓам дефиниција што значи тоа што го работиме. Нели нормално се тоа е тоа се правила кои што ги имаме ние по кои што се движиме, и стилови и собствени режисерски, секој режисер има свој собствен стил, кој што кај мене работи на тој начин. Јас ги кристализирам и ги дефинирам и работам на тој стил. Значи не сакам да бидам постојано ист начинот на спремање, на подготвување за еден лик, не сакам да биде постојано ист и постојано како една моја формула на подготвување на некој лик, заради тоа што тоа можеби мислам дека ќе те ограничи да бидеш повеќе да се повторуваш во повеќето улоги. Така. Што е досадно и не за еден актер не треба да биде правило. Така. Дали импровизацијата е една од најтешките за извадба? За мене не. Зависи од човекот. Леа, многу културно збораме, штипски ништо не кажа. За крај. Добра, па штип сме како? За мене импровизацијата е мотивација, за мене импровизацијата е среќа, за мене импровизацијата е нешто кое што сакам да го работам. Во принцип, театарот, уметноста не е 2+3 еднаква на 5. Тоа не постои такво нешто. Значи има и такви театри кои што се прецизен, концизен, но тоа е друго. Но не постои математика во театарот, особено во градењето на улогите. Секогаш мора да има импровизација. Дали таа импровизација не мора, значи импровизација е широк поем. Тоа може да биде импровизација на текст, импровизација на ситуација и импровизација во емоција. Пример, ја имаме таа сцена, ја играме 50 пати, 50 представи се одиграни, истата сцена, истиот текст, истата емоција, но мора да биде различно. Пример, кога ќе се бакнат двајца, се бакнуваат секогаш, така, седат заедно, се бакнуваат два пати, ама и тие два пати не се бакнали исто. Истото е и во емоцијата, во начинот, актерскиот израз и така натаму. Така. Зад себе имаш многу настапи, но еве еден кој што ти оставил најголем впечаток. Настани? Какви настани? Настапи, се извинувам. Настапи? Не знам, не можам да издвојам. Го сакам театарот. Сега се повеќе се концентрирам на филмската и телевизиската уметност. За жал, ние сме малце затворено општество кој што не може да функционира така. Сум имал стендап настапи пред 2000 луѓе. Сум имал настапи како водител пред 7000 луѓе. Сум имал настапи пред 10 луѓе директно очи во очи, како сега ја и ти кога разговараме. И во се има убавина. Јас сум човек кој што ја сака ај контактот со публиката. И во повеќето представи, по некоја случајност, сум во публика, имам комуникација директна со публиката, заради тоа што во тоа е убавината. Кога ќе некој погледнеш во очи, од очите му црпиш енергија, а тоа е всушност театарот, размена на енергиите. Ако не постои тоа, нема да продре ни една
тема ние од страна на тие кои што раководат државата сака да се спречи да не дојде до народот, за да можат да искористат дел од тие кои што ги раководат и ги се раководители на државните кооперации во тоа време кои што држале храна. Но таа информација протекува од еден Лазар од Скопје и таа информација се шири како wildfire. Се шири, а јас сум тој кој што сака да го спречи тоа и ги манипулира народот дека не е точно, а всушност тој е за кој што заговара и сака да искористи ситуација правејќи профит од сето тоа. И тоа е лик кој што, значи сакам да играм и такви ликови кои што се брутални, кои што немаат добирна точка со мене, но е убаво за играње, многу е податливо, многу е сладко, публиката тоа го приметува. И тоа е всушност пораката која што ние со оваа представа ја пренесовме и на фестивалот, Националниот фестивал Војан Чендрински, е отслик како критика наша, како уметници, кон општеството во кое што живееме, затоа што и ден денес не се случуваат истите работи. Не сметам дека Facebook статус ќе смени нешто и дека тоа е начинот на кој што уметникот треба да влие. Уметникот треба да биде гласен и да биде со критика на сцената, преку својата работа, било да е тоа сцена, сценарио, филм, било што. Тоа е за Лазаревото писмо. За која друга представа? За малограѓанската свадба, суд. Тоа е Малограѓанска свадба е представата на Никола Ристов, нашиот режисер вработен во Штипски театар. Ја направивме со сопствени средства и беше вработена брехтовски. Што значи со дистанца, со една игра која што не е својствена за штипската публика, бидејќи досега не се судрила многу со брехтовскиот израз. Тоа е игра која што реков дистанца, тоа е начин на игра која што го играш ликот, но им покажуваш на публиката дека го играш. Значи тоа не е реализам, спротивно. И при тоа, сега ти кажувам само дел, за публиката тоа беше интересно заради тоа што тие се чувствуваат дел од целото збиднување, таа малограѓанштина која што имаше на свадбата. Така беше поставена, публиката беше со нас на сцената, беа дел од гостите кои што беа поканите на свадбата. И беше со многу хумор во сето тоа и импровизација, многу импровизација, моменти кај што имаше и нормално кат од представата, излегување од ликовите и играње приватно. А другата представа суд, исто тоа е представа на Дамјан Читкушев, Штипјанец, кој што на текст на Коле Чашуле. Тој текст е исто се погоди во најточниот момент кој што ни се случуваше судење, ситуациите во кои што ние во моментот се среќаваме во Македонија. Нема врска, не се скрши ништо. Се е во ред. Останаа живи коктел миксерите. И тоа имаше баш една реплика, уште ли ќе се судиме? Значи, тој текст е напишан да не ја погрешам годината, значи многу одамна е текстот напишан и тој текст до ден денес нешто е актуелен, него ни се повторува постојано е до кога ќе се судиме и до кога ќе се судиме. За Цимери, зашто ме врсе? Така да, за хумористичка серија Цимери. Ето Дел по дел. Мораме да ги завршиме обврските и правата на овие прашања. На наредните прашања, јас сам ќе си ги прочитам. Цимери, уствари, Цимери, тоа беше проект. Види, тоа е уствари првиот проект ситком серија во Македонија. Таму го представивте современиот живот на студентите, сепак љубовта, другарството и функциониравте како семејство. Дали може да се воспостави? Живеевме исто заедно Цимери. Како може да се постави таа комуникација, врска? Дали е тешко? Како може да се воспостави? Со импровизација, со многу разбирање, партнерство. Затоа ти реков, тоа е прв ситком во Македонија, situation comedy. Имало нели претходно серии, но немало од ваков тип. И иако не сум задоволен од
од крајниот продукт, како сето тоа излезе, постпродукцијски особено. Мислам дека можеше многу подобро. Тоа беше проект, ми пристапија од телевизијата, ми пристапија со барање дека сакаат серија, знаејќи ги моите стендап настапи, знаејќи дека јас ги пишувам сценаријата. И ми рекоа дека сакаме серија, тоа беше многу бргу, многу требаше сето тоа бргу да се случи, 2 месеца имав за да ја напишам, имав и помош, значи имаше и уште двајца ко-сценаристи кои што напиша дел од епизодите, имаше 40 епизоди. Идејата е моја, кастингот беше мој. Со тоа што ти кажувам, значи тоа беше проект финансиран од Министерството за култура како стимулација на телевизиите за македонска продукција. Што беше одлично, тоа беше еден од првите проекти искористени од законот кој што беше донесен во Македонија. Сега има и друга серија, гледам на една преспав кој што е исто за поздрав, многу изгледа убаво серијата. Јас се радувам кога други колеги ќе работат. Знаете, имаше критики за нашата серија. Јас сум првиот кој што ја критикува, затоа што можеше да изгледа посветски, поубаво. Но тој на почетокот ти го реков, преку квантитет можеме да дојдеме до квалитет. Само со работа можеме да постигнеме нешто. Оскар не се освојува од денес за утре. Или, мислам, парафразирам. Но тоа беше убаво искуство, заради тоа што го снимавме за 3 месеца, секој ден по 10 сати снимавме, значи имам огромно искуство. Јас и колегиве, 40 епизоди снимавме, беше рекордно во тоа време за серија македонска телевизија, за македонска серија на македонска телевизија, и беше огромно искуство за кај нас на актерите. Имаме ние многу добри талентирани актери, но ни фали искуство снимање серии за да го научиме ликот, телото, психофизикосот на таа работа. И затоа кај нас, например, ќе се каже дека има добри театарски актери, но не се филмски глумци доволно добри, што не мора да значи, но тоа се работи, на тоа се работи. И мислам дека треба што повеќе серии да има од тој тип. Било какви серии да има, не само од тој тип. Се надам дека ќе сега работам моментално на идеја на нова серија. Се надам ќе ја разработам што побрзо, тоа сепак, знаеш, треба време за сето тоа. Иако мислам дека закаснивме, на оваа серија беше пред 2 години, мислам, ја снимивме. Еве, уште ништо не сум напишано од нова серија, за карање су. Треба да се повеќе да се работи. И треба напорно да работиш. Да. Кажи, среќо, кај ме водиш? Дали знаеш каде одиш? Само дивко прашува. Молчи, нема да се каеш, не ке стасаш, ако знаеш дека сега патуваш. Никој уште не се сетил дека горе сите звезди намерно се здружиле, па си прават мајтап со нас, права да е тешко помат, дали ќе издржиме. Еве јас и мојот цимер, какви само не сме биле, назад не се враќаме. Среќа е да сватиш дека нешто подобро те чека, ние напред гледаме. Пробувам ја 100 пати, еднаш Бог те попушти.
ама вреден. Хей, хей, цимер, мой животот е круг, исток, запад, север, југ. Хей, хей, брате мили, овој свет е луд, ние уште полуди. Хей, хей, цимер, мой животот е круг, исток, запад, север, па на југ. Хей, хей, брате мили, овој свет е луд, ние уште полуди. Ни доаѓа да вриснам некад, очтом толку ништо немам, ама се воздржувам. Имам шарм и страшна карма, ретко кој на ваква дарба може да се радува. Пробувам ја 100 пати, еднаш Бог те попушти. Цимер еден, ама вреден. Хей, хей, цимер, мој животот е круг, исток, запад, север, југ. Хей, хей, брате мили, овој свет е луд, ние уште полуди. Хей, хей, цимер, мој животот е круг, исток, запад, север, па на југ. Хей, хей, брате мили, овој свет е луд, ние уште полуди. Пробувам ја 100 пати, еднаш Бог те попушти. Цимер еден, ама вреден. Хей, хей, цимер, мој животот е круг, исток, запад, север, југ. Хей, хей, брате мили, овој свет е луд, ние уште полуди. Хей, хей, цимер, мој животот е круг, исток, запад, север, па на југ. Хей, хей, брате мили, овој свет е луд, ние уште полуди. Кажи среќо кај ме водиш, дали знаеш каде одиш, само ти вко прашувам. Молчи, нема да се кажеш, не ќе стасаш ако знаеш дека сега патуваш. Вие да подетално да ни објасниш, го представивте и филмот за Даунов синдром, кој што беше за децата кои што страдаат од овој Даунов синдром. Како го прикаживте тоа, од кого имавте поддршката? Тоа е мојот прв краток филм, моја режија и сценарио. И тоа е првиот филм во Македонија на тема Даунов синдром. 2012 или 13 беше снима, значи одамна е снима филмот. И тогаш беше по табу таа тема. Знам дека родителите ми приоѓа и ми кажуваа дека им е тешко, дека не може да се отворат, дека немат доволно отвореност во јавноста за да ги искажат своите проблеми, да ги представат тие деца како нормални, затоа што тоа тие луѓе се исто како нас, нели? Нема никаква разлика и не треба да се третираат како различни, не треба да се третира како болест, тие се исто едно со нас, исто размислуваат, тие се дури поискрени, со повеќе љубов во себе и треба да им се овозможи да бидат дел од сите институции, да работат, да творат, затоа што тоа тие го сакаат, исто како и ние што го сакаме, како што ние сите се бориме. Добро, не сите за работа, некој не и се работи, така, но тие сакаат да бидат дел од општеството и треба да бидат дел од општеството. Инаку ако општеството не ги прифати, како мисли дека тие ќе се чувствуваат? Како секој од нас кога нема да биде прифатен од некоја институција, во некој дел од неговиот живот или од општеството, се чувствува лош. Истата е ситуација. Денес мислам дека се смени. Тоа беше прв филм кој што одеше низ цела Македонија, се промовираше на многу конференции во областа на медицината, ми го зема филмот, ме праша дали може да го искористиме. Имаше промоција во Скопје, во Штип, имаше неколку премиери во Скопје и
И мислам дека од тогаш потоа е главниот лик Гоце Маринковски од Штип, наш сограѓанин. Потоа од таму излезе и соработката да игра главен лик исто во представа во Маната, што беше негов сон, да игра во филм, да игра во представа. Што му се оствари сонот. Тој човек се реализира и треба постојано да се реализира, исто како сите нас. И мислам дека се помрднаа границите, јас дури тогаш кога го направи филмот се плашев да го пуштам во јавност, не знаев како ќе реагира јавноста. Се плашев од негативни критики. Напротив, добив само позитивни критики во однос на емотивното. Не зборам за уметничката вредност на филмот, зборам за пораката, за темата која што ја содржиш. Така, Ричард III, која беше твојата улога и зашто станува спор? Знае ги прашањата, не е Гледаш? Не е дека чита. Ричард III, тоа е новата премиера на Народен театар Штип. Оваа година, за жал, прва премиера од почетокот на годината до сега, ова ни е прва премиера. Ти реков, јас сум човек кој што сака да работи, не сакам да земам плати и да седам дома. Имавме доста проблеми кои што треба, мислам дека со заеднички разговори, јас сум член на уметничкиот совет и постојано имаме состаноци, даваме совети како кои се негативните страни, кои се недостатоците, како да се подобриме. Нашата публика заслужува повеќе представи, заради тоа што ние имаме сега вработени режисери, драматурзи, малку е поинако ситуацијата, имаме актери, имаме продукција, нели се одобруваат 3 проекти годишно, но ние можеме, имаме прилив на собствени средства и наоѓајќи копродукции и спонзори, можеме да достигнеме до бројки до 7 представи премиерно. Јас мислам дека не само Народен театар Штип, него и сите други театри треба да се стремат кон минимум 6 или 7 премиери во годината, зашто публиката тоа го сака. Нашата публика плаќа данок за да гледа македонска продукција, да гледа македонски представи, македонски филмови, серии. И ние сме должни на тоа. Затоа ти кажав дека ми е жал што до оваа година ни е прва премиера. Но ете, излезе премиерата и представата е познатиот Ричард III од Шекспир, кој што во Штип се работи по трет пат Шекспир од неговото постоење. Во последните 20 години не се работело Шекспир. И беше залак, голем залак за нас. Нема да коментирам каква е представата, тоа вие ќе кажете, критичарите. Тоа е, јас го играм Бакингам, го играм опозитот на Ричард III. Тоа се двајца луѓе, исто манипуланти, кои што без круполозни, кои што сакаат, кои што газат преку нели познатата фраза преку мртви и живи тела за да дојдат до власт. Со таа разлика кој што Ричард нема никаква внатрешна емотивна добрина, емоција на човек, нема емоција, тој не е ни човек всушност со неговите постапки. За разлика од Бакингам ликот јас кој што го играм, кој што тоа е таков лик кој што и единствениот лик во представата кој што има совест, кој што има грижа на совест и не можејќи да убие човек. Тој учествува во заплетките, во интригите, во местенките, но никогаш не може да убие човек, да биде директен, и тоа го има во неколку сцени. И на крајот го фаќа грижа на совест дека не може да премине преку се. Затоа не е тој кој што, значи, мани се, не ја вознемирува водителката. Се обраќаме на мувата. Таа е вториот гостин во наша емисија. Сакаше нешто да каже, но ја испадивме. На крај ќе оставиме, ќе ја вратиме, крупен кадар. Повелете сега во сабота ја играме представата, во 8 часот. И ја играме и во Битола во понеделник на Шекспир фестивал. Тоа е 4-то или 5-то издание на тој фестивал. И ќе биде наше прво представување како театар. Ефтим, кажи ми дали некоја случка раскажи ми некоја случка која што никош нема да ја заборавиш и која ти е останала еве вака во памтење. Случка? Сигурно има повеќе. Освен сумувата. Па во која смисла случка во Немам појма да ти кажам, имам многу случаи, многу ситуации. Нешто е како да кажеш која ти е твојата желба само моментов. Не можеш да кажеш, имаш многу желби, не можеш да извоиш една.
Нешто конкретно, ако ме прашаш, ќе ти кажа. Добро, на крајот ќе ни одговориш некоја случка, сигурно ќе се присетиш. Да, чекај, до кај стасуваме? Случките низ кои се градат ли кои? Тоа беше прашање. Тоа беше прашање. Ајде кажи ми релација Штип Скопје, дали ти е напорно? Не, јас сакам да патувам, но као студент работев во театар за деца младенци и во Штипски театар паралелно и плюс студирав, значи имав по 3 представи во месец работев на представи и тогаш бев најисполнет, најпозитивен, најубаво ми беше кога од умор. Значи патував, ми се случуваше во секој ден да патувам Штип Скопје, а ми се случуваше во ден да патувам Штип Скопје и Штип. Дури еднаш се сеќам се разбудив, еве ти една случка. Се разбудив во Велес. Представи, се будам и гледам дека уствари сум на театар. Не ми е јасно дека се ја и се будам и викам, у театар сум, добро, театар сум, на сигурно место, не сум на друго место. И си будам и викам, кај се требаше тоа, Штип или Скопје? Не ми беше јасно кај требаше да на пола пат. Така да патување сакам и не можам да постојано да се лоцирам на едно место. Тоа ме убива. Овие 2 години сум работен, официјално вработен, или на плата сум во Штипски театар. И мислам дека кога си фриленсер може би е поубаво, мислам дека си посвеж како актер, како бунар на идеи, на мотивација. Знам дека не секој е различен, мојот стил е тоа. Сакам постојано да не сакам да се стационирам на едно место, да творам само на едно место. Мислам дека тоа ќе го убие уметникот во мене. Ако има некој уметник у мене некаде. Сигурно постои. Кој знае? Кажи ми, Ефтим, дали имаш слободно време и како го организираш времето покрај работните обревски? Нема слободно работа. Кој ги каже некој, нема слободно, нема да јадам, не па... И ти исто така. Има у Македонија слободно време, дури превише има. Значи, тоа Ти како го организираш слободното време? Јас моето слободно време не го организирам, јас сакам да сум зафанат цело време со работа и измислувам глупости. Нели гаш правам проекти, пишувам, режирам. Не можеш да седиш во едно место. Не. И нема, значи знам дека има еден есеј кој што го пишува за како треба да се организира денот, секој месец, годината, за да бидеш у кондиција како актер. Затоа што знаете, ние сме како актери 3 во 1. Нескафе. Со повеќе шеќер. Во смисла, ние сме тие кои што со нашето тело, со нашето психофизикост, ние твориме. И сега ние сме тие кои што свириме на инструментот наш, ние сме мелодијата кој што излегува и ние сме тие кои што свириме на тој инструмент. Значи, тоа е, затоа мора постојано да си свеж и психички и физички во секоја смисла и тоа затоа мора да имаш кондиција. Многу, мене мој омилен стил правец е физичкиот театар. За жал во Македонија веќе не само што го немаше, него и умре, веќе го нема, не постои такво нешто. Може би во иднина ќе се концентрирам и на тоа. Секако мора да постојано да бидеме свежи, но тоа ние сме луѓе, многу ни е убаво кога ќе се навикнеме на некои работи и кога ќе заборавиме на правилата. Не сме германци. Така е. Кажи ми, кои се твоите идни планови? Откако ќе се Планови е да испијам водава. Исто кафето планирам да го допијам. Ние завршуваме емисија. Да. Чекај човек, толку ли? Толку? Чекај, не е толку. Сега ќе видиме. Вика ќе се надоврзам на прашањето цимери. Кажаме ги цимерите. Се кажавме, Ефтим. Сега ни кажи кои се твоите идни планови. Моите, ќе споменам план. Па толку бе човек. Чекај, ова што ти си? Ово ти се други 12 прашање. Делогите 3 секунди, тоа го спомнавме. Колку време ти одземат пробите? Тоа не го спомнав. Колку време ти одземат пробите? Па пробите не ми го одземат времето, затоа што јас тоа време го сметам. Мора да читаш. Тоа време не читам, само се подсетувам на прашањето, да, размислувам на прашањето. Мојот поглед е овде, но всушност е задлабочен, нели, уметнички. И не одземаат време пробите. Тоа моето време, знаеш како, мислам дека пишав и статус еден таков. Понекогаш мислам дека единствено
целосно се чувствувам свој и исполнет, без никакви разочарувања, без никаква болка, само на сцена и никаде на друго место. И тоа е чувство кое што или го имаш или не. Не само што ти исполнува, тоа е на кој што се навраќаш, те потсетува на убавото, знаеш, на убавите моменти. Сцената за мене е место каде што можам тоа е таа потреба како средношколец кога решив дека ќе се бавам со оваа работа, имав силна потреба во себе си да бидам некој друг кој што не сум јас и да доживеам на сцена или во филм емотивни состојби, ситуации кои што никош нема приватно да ги доживеам, сакав преку мене сето тоа да го вкусам, да го допрам. И затоа одлучив да се бавам со оваа професија, да работам. И мислам дека само тогаш сум исполнет 100%. Идеме друго прашање, имавте и премиера на актерска... четврти, кажаме го. Релација Штип Скопје, добро. Интересна случка. Ја прескокнавме. Кажи интересно. Ма не беше толку интересно. Беше. Треба да... Може да се сетиш. Не, ја нема проблем, јас спонтано се сеќавам на тие случаи. Кои се твоите, да не ти кажувам случаи, Нема да може да се едитинг, објави. многу едитинг има таму. Кои се твоите идни дали сакаш да упатиш некоја порака до нашиве гледачи? Ајде. Мисла, порака, што сакаш? Што сакам, види, драго ми е што ме покани во твојата емисија и што сум втор, не прв гостин, а можев и прв да бидам. Ама не е проблем, и колегата се смее, значи и он исто ме поддржува. Си вика, требаше прв да би. Не, за толку се амбинисан, ја да си рече, не речеме, стои на рација ти направи нешто интересно да биде, или не? Може после. После. Ке ме фатиш крупен, имаме лајк. На што уствари ти зборав? Порака до гледачиве. Драго ми е што ме покани као гостин, затоа што ти реков, тоа е добро да има комуникација помеѓу нашата фела и вашата и мислам дека затоа ќе мора да дојдеш во сабота да ја гледаш представата Ричард Трети во 8 часот до Народен театар Штип и да ми кажеш твое мислење и твои впечатоци. Ти ветвам дека ќе дојде. Благодарам. Ефтим, јас сакам да се благодарам за одведеното време, што ве неколку минути се друживме заедно, навистина прекрасно поминавме. Се надам дека и доловивме позитивната енергија на нашиве гледачи. Ти посакувам многу успех и уште многу твои представи и серии и се надевам дека ќе се видиме во уште една прилика. Се гледаме секако во сабота. Се гледаме сабота, фала ти многу уште еднаш на поканата. Мило ми е на пријатниот разговор. Се надевам во наредна прилика ќе бидеме уште поопуштени. И повеќе ќе се групираме. Да, и се надам дека повторно ќе ги чуваш моите прашања. Ќе си ги зам за мене. Ете така, може. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието, се надевам дека успеавме да ве расположиме. Ние остануваме да уживаме во вкусот на кафето, а ви останете на оваа фреквенција на Канал Плюс телевизија и ве поздравуваме. И ќе те молам крупен кадар на мувата и она да се одјави. Ете така. Пријатно. Одјава од боа здравје. Пријатно.